На денешната седница на Општинскиот кризен штаб на Кочани се донесе одлука за регулирање на продажбата на непрехранбени производи на градскиот пазар по попуштањето на рестриктивните мерки за заштита од коронавирусот. Со заедничка дискусија се изнајде решение продавачите на текстил од утре да се вратат на старата локација на улицата Гоце Делчев, со што тезгите ќе се постават на тротоарот од десната страна на улицата, почнувајќи од зградата на Евана Македонија па до џамијата Дуди Ханум. Одлуката која што ја донесовме на минатиот состанок имаше одредени лица кои беа незадоволни, односно одредена група на продавачи, зашто денеска ги поканивме на присуство на состанокот, каде што сите ги поставивме секој од своја страна аргументите и донесовме заклучок со кој очекуваме сите да бидат задоволни и да организираме пазар на начин кој пред се ќе превенира и ќе не обезбеди сигурно и безбедно односно со почитувањето на мерките ќе обезбедиме безбедност како за продавачите, така и за купувачите кои ќе бидат присутни на пазарот. Одлуката која што ја има донесена Советот во 2008 година за продажба на улицата Гоце Делчев, да во овој момент се применува само делимично, односно да биде потегот од Евана до џамијата само од десната страна одреден за продажба и да тезгите бидат поставени исклучиво на тротоарот и на вистина да се почитува и растојанието кое што е пропишано од страна на владата. Комуналното јавно претпријатие Водовод денеска ќе го обележи просторот со што секој продавач ќе има 4 метра простор за тезга, а помеѓу тезгите ќе има дополнително растојание од 1,5 метри. Пазарџиите задоволни од ваквата одлука изјавија. Договорено е да пазарот да се постави од едната страна на улицата, на улица Гоце Делчев, од кај реката. Со тоа што градоначалникот и сите се договорија, тезгите кои што имаат поголеми тезги ќе ги намалат, значи сите пазарџии ќе имаат скратени тезги по 4 метра. По 4 метра и према тоа мислам дека овие што имаат поголеми тезги кои ќе ги соберат на 4 метра, мислам дека ќе има место за сите. Доколку нема место, евентуално нешто па на лице место ќе се договараме. Организацијата на пазарот во минатото не ги задоволуваше потребните услови, а со оваа одлука треба да се наметне нова организација која ќе овозможи безбедност за продавачите, купувачите, но и жителите кои живеат на улицата Гоце Делчев, се до изнаоѓање на трајно решение за дислокација на градскиот пазар. Во минатото навистина не ги задоволуваше основните потреби и услови и пробаме сега со ова што го наметнуваме да наметнеме една нова организација која на вистина ќе овозможи и функционирање на луѓето кои што имаат потреба од излагање на своите производи и безбеден пристап на купувачите, а секако и безбедно движење на луѓето кои живеат на таа улица до своите домови. Значи, ќе пробаме со ова да воспоставиме еден нов начин, пофункционален начин кој ќе биде од интерес и на продавачите и на купувачите. Воедно од кризниот штаб информира дека во моментот нема активни заболени лица од COVID-19 во Кочани. Оттаму уште еднаш упати апел до граѓаните да ги почитуваат превентивните мерки и препораките од надлежните органи со цел превенирање и спречување на ширењето на коронавирусот.